Одбележувајќи го празникот Свети Трифун како заштитник на лозарството, лозарите од Кочанската котлина денеска ги посетија лозијата, ги закроија и се помолија за берикет на година за здравје и среќа во животот. Студеното време и калта од варнежите не ги поколеба да ја продолжат традицијата, особено затоа што се верува дека кога е дождливо, тоа е знак дека годината ќе биде плодна. Најпосетени се лозијата покрај кој има и викендички, бидејќи тука домакините создале одлични услови за дружење и за прославување на празникот со ракија, вино и специјалитети. 2017 малку слабо беше, сега оваа година очекуваме веќе ќе биде подобро. Слабо беше од временските ситуации, не измрзна лозието и за тоа. А сега пак ќе видиме, времето ќе каже. Па зависи, треба ѓубре, треба на време да се работи. Попо дека чита, ама треба и мотик да игра на лозието. Во поедини реони лозарите се организираат масовно и прават заедничко закројување кое потоа се претвора во веселба. Токму затоа лозарството се смета за една од најснавските гранки во земјоделството. А таму каде што има народ, таму се и свештенослужители кои се молат за заштита на лозијата од секакви штетници и непогоди и да дадат богат и квалитетен род. Тука сме собрани кои секоја година, значи луѓе кои имаат лозови насади, наши комши, пријатели, роднини и делота екипата бизнис кои не почитуваат, доваѓаат секоја година и прославуваме. Значи оваа година можеме да кажеме што е за нас беше малку послаба, меѓутоа тоа е резултат на лошите временски услови, ниските температури, паѓањето на слана, меѓутоа што беше до нас да изработиме, а колку ќе искараме тоа е наше. Сега оваа година се надеваме дека временските услови ќе не бидат повеќе наклонети, ние да го изработиме навремено, да наѓубриме, да окроиме и ќе очекуваме поголем род. Иако Кочанската котлина не е лозарски крај, сепак Кучичино и на другите места се организираат масовни прослави во чест на Свети Трифун на лозијата.